Во февруари 2022 година Русија преку ноќ го презеде градот на Ирина Гринченко во регионот Харков во Украина. Се разбудивме и Русија беше одговорна, вели таа. Битките продолжи и руските власти им рекоа на родителите дека децата можат да бидат евакуирани во далечни кампови, каде што ќе играат на сонце и ќе учат. Прво си помислив дека моите деца долго време не го виделе морето. Сакав да се одморат од војната и да стекнат нови пријатели. Таа мислела дека децата ќе ги нема 24 дена, но неделите се претворија во месеци. И еден ден таа повторно се разбуди и забележа дека Украина го вратила незиниот град. Де факто, границата беше поместена и сега таа всушност беше во друга земја од незините ќерки. Нашите роднини во Полска негативно размислуваа велејки. Ако не ги вратите веднаш, можеби нема да ги вратите. Се плашеа дека децата нема да може да се вратат во Украина. Гринченко побарала помош од групата Спасете Украина, која им помага на родителите да патуваат долга и сложена рута од Украина до Русија, за самите да се ги вратат своите деца дома. Украинските власти соопштија дека Русија однела повеќе од 19.000 деца од окупирана или порано окупирана Украина. Познато е дека помалку од 400 се вратиле дома. Официјалните лица велат дека една цел е да се индоктринираат децата и да се избрише нивниот украински идентитет. They forced them to sing Russian songs. Ги принудуваат да пеат руски песни, руската химна, додат во руски училишта. Имаат посебни часови. Им го перат мозокот. Тие постојано им кажуваат лоши работи за Украина, дека никогаш нема да се вратите назад. На никој од Украина не си му потребен, на родителите или вашата држава. Заборави на тоа. Можеме да ви дадеме руско државјанство и ќе бидете среќни овде. Во март Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на рускиот председател Владимир Путин и Марија Лвова-Белова, руската комесарка за правата на децата, за незаконско депортирање на украински деца во Русија. Лвова-Белова вели дека децата биле спасени од хуманитарни причини и ги нарекува кривичните обвиненија заговор. Москва негира дека киднапирала деца, велејќи дека тие биле пренесени поради сопствена безбедност. Лвова-Белова вети дека ќе продолжи да ги изнесува децата од конфликтните области. За децата кои се враќаат во Украина, враќањето дома е емоционално. Я не ожидала, што так буде. Не го очекував ова уништување. Кон крајот на април, Советот на Европа објави нацрт резолуција со која се повикува на акција против присилното раселување на украинските деца во Русија, вклучувајќи сирачиња, деца со попреченост, деца придружувани од родители и деца однесени на празници од кои тие никогаш не се вратиле.